Председателя, и јас како и моите претходни колеги исто така ќе кажам дека овој предлог закон ќе го поддржам, ќе го поддржиме сите заедно. Меѓутоа поднесувам комисиски амандман заради подобрување на неговата содржина. Во член 7 став 1 се менува и гласи: младинскиот додаток изнесува 10% од просечната месечна нето плата, објавена во Државниот завод за статистика, за полно работно време, на кој се плаќа данок на личен доход и се исплатува еднаш месечно на трансакцијската сметка на младото лице најдосна до 25 во месецот за претходните месеци. Овој амандман се предлага со цел младинскиот додаток да се усогласува со просечната месечно нето плата, односно младинскиот додаток наместо 3000 денари да изнесува 10% од просечната месечно нето плата, објавена во Државниот завод за статистика. Бидејќи според Државен завод за статистика просечната месечна нето плата изнесува 33.011 денари за месец ноември 2022, овој износ би изнесувал околу 3300 денари и со секоја година би се покачувал, како би се покачувала и просечната месечна нето плата. Сите сме свесни за случувањата во државата, за инфлацијата која што се случува во државата, за енормните трошоци кои ги обременуваат животот на сите граѓани, а не пак на младите во нашата држава. Заради тоа и го поднесуваме овој амандман заради олеснување барем малку на младите лица. Барам од позицијата да биде прифатен. Благодарам.